Нов смртоносен вирус кој ја зиде и првата жртва го вклучи црвениот здравствен аларм во целиот свет. Доаѓа од Кина, а Светската здравствена организација предупреди за опасноста од брзо ширење до сите болници. По појавата на новата зараза неминовно се поставува прашањето дали македонските болници со субстандардни услови, како оние што немаат ниту топла вода, згрижуваат пациенти, можат да се справат со смртоносните вируси што демнеат. Од Институтот за јавно здравје велат дека болници што не ги задоволуваат основните стандарди не би можеле успешно да се соочат со ваквите состојби. Иако не веруваат оти во земјава, имало такви. Болница која нема вода не може воопшто да работи и таа е место каде што може да се развие било каква болест, да се прошири и да не може да се запре. Не кога зборуваме за коронавирусната инфекција, бидејќи во овие услови многу е мала веројатноста да имаме ваква заболување и да се шири понатаму. Ако човек од Кина заразен со овој вирус пристигне во Македонија, тешко оти веднаш ќе биде целосно и прецизно диагностициран, бидејќи реагенси се уште немаме. Доколку се има податок дека се работи за враќање од Кина, тогаш секако ќе имаме во обзир, во зависност од развојот на симптоматологијата, да се направат и овие тестирања. На она со што веќе располагаме и се надеваме во најблиска иднина дека ќе добиеме реагенси и ќе можеме да тестираме ако има и вакви сомнителни случаи на новиот коронавирус. Симптомите на новиот вирус се слични на оние на грип: температура, треска и тешкотии во дишењето. Засега е потврдено оти така наречениот Вухан вирусот е дел од родот бета коронавируси, а освен во Кина, за 24 часа потврден е и на две други локации – Тајланд и Јапонија.